Трет во свет. Скопје пак е лидер по отровен воздух, а скопјани во паника. Граѓаните веќе се чувствуваат препуштени сами на себе. Очигледно и зимава ќе се затворат по домовите. Невладините разочарани од владините неисполнувања. Сега бараат од Пендаровски и Заев да ги активираат армијата и полицијата за да ловат загадувачи и да помогнат. Да се организираат ноќни дежурства на припадници на армијата и полицијата со помош на припадници на Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи и општинските штабови за заштита и спасување на критични точки во градот Скопје и низ Републиката, кои се најфреквентни места за палење огнови на отворено. Сегашната власт, кога беше во опозиција со маски низ улиците, бараше мерки и решенија од тогашните надлежни. Сега за нив воздухот како да не е проблем, а маски ветија, но нема, ниту за хронично болните. Се гуши, а власта не превзема ниту еден конкретен чекор за да ги заштити граѓаните од загадувањето и огромната цена која што ја плаќаме и на своето и на здравјето на нашите семејства. Начинот на кој што се третира ова прашање на вистина е срамен. Покрај тоа што Скопје се вбројува во врвот на неславната листа од градови со најзагаден воздух, сериозни проблеми имаат и Куманово, Тетово, Гостивар, Кичево, Битола и Штип.